Почитувани, трет ден мол код Јован Деспотовски за катастрофалните резултати кои Македонија ги бележи последните 5 години на полето на странските инвестиции. Новите факти кои денес ќе ги објавиме се однесуваат на извештајот објавен од Државниот завод за ревизија, каде се нотираат многу работи за кои очекуваме конкретни одговори. Имено, донесените уредби по кои се доделува индивидуалната помош на корисниците на ТИРС и на индустријските зони не содржат транспарентни критериуми за висината на доделување на државната помош, со вклучени индикатори за мерење на ефектите од нејзиното доделување, давање на приоритети и не постои ниту пропишан систем на контрола и оцена на исплатливоста на инвестициите. Со извршената ревизија констатирано е дека доделувањето на државната помош се врши со преговарање од страна на вклучените надлежни државни органи со склучување на поединечен договор со секој корисник. Тука се поставува прашањето дали лично Деспотовски како директор на надлежната дирекција е вклучен и заслужен за секој договор што го преговара и што е причината за стравот да ги објави тие договори. Реакцијата на се она што го кажавме во јавноста овие денови беше во насока на тоа дека најдобриот одговор биле конкретните и мерливи ефекти за луѓето. Деспотовски потенцираше дека се обезбедени над 2000 нови работни места креирани само во последните 10 месеци. Исто така потенцираше дека растот на платите продолжува и над достигнатото ниво од декември 2021 година, кога за прв пат просечната плата во ТИРС го надминала просекот во националната економија за 3%. Овде пак, прашањето на кое Деспотовски треба да одговори се однесува на тоа колку од овие нови работни места се од компании кои Деспотовски ги донел во Македонија, или пак кои се компаниите со најголеми просечни плати и што има Деспотовски конкретно и практично направено, со кои јасни мерки за ова се да се случи. Одговорот е ништо. А растот на платите во зоните не е резултат на државни мерки, туку на економски движења на пазарот на трудот на пошироко ниво. Недостаток на работна сила, вклучувајќи ја тука и инфлацијата, зголемените трошоци за живот, продуктивноста на работната сила и така натаму. Додека бројот на вработени расте од компаниите кои веќе подолго време работат и за кои Деспотовски најверојатно немал ни информации дека се присутни во земјата пред да дојде на функцијата, а нема спроведено и никаква, ниту конкретна, ниту мерлива мерка за да го помогне овој раст. 2000 нови работни места во 10 месеци, тип 3% просек над просечната плата, 620 милиони евра инвестиција, постигнато ниво на договори, што и да значи ова и слично, е расфрлање и селективна употреба на бројки, од кои повеќето се од непроверени и непознати извори или за идно планирано ќе биде време, што е напротив залажување на јавноста и народот со испревртување на реалната состојба. Наместо ова, може само заради транспарентноста и одговорот кон граѓаните, Деспотовски да квантифицира на сличен, сумарен начин колкав износ на буџетски пари на граѓаните се потрошени преку тендерите кои се распишани за непотребни услуги и за кои услуги. Ова треба да е лесна работа, бидејќи самиот тој се представува како лик кој зборувал со бројки и факти. Почитувани, дополнително, во извештајот на Државниот завод за ревизија е нотирано дека од страна на дирекцијата преземени се почетни активности за изработка на нов закон за ТИРС, чија цел е реорганизација на начинот на вршење на дејностите во ТИРС и доделување на државна помош. Тука пак Деспотовски треба да одговори како може да се воведуваат нови пристапи и концепти за зоните, а во позадина да има само почетни активности за изработка на нов закон за зоните. Ви благодарам.